Sila nebesna sleze ozdora, Devica začna vo utrobata. Emanuel, so na sebo, Sin mi se dade spasiteľom. Našite oči se otvoreni, Bože, zadate gledat tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, zadate slušat tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, zada. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Nije nego primiv me duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, go prima me duhot na Otecot, zada znaje me kolku ne ljubi, kolku ne ljubi. Tatko to naš nebesen, nije nego primiv me duhot na ovaj svet. Nije primiv me duh životen. Mu vdahna vo licето duh životen. Vo bitijen, ili čovjek od stana živa duša i po to nije imame slobodna volja. I cijela ta suština je kako da staneš sin Božji, da dozvoliš duhot da te vodi. Sin Božji je onaj kogo go vodi duhot Božji. Целата суштина на христијанството. Нема христијанство вон тоа. И сега, луѓето мислат дека можеш да бидеш, тие говорат, а не извршуваат. И пази, ти не извршуваш. Извршител на законот треба да бидеш, не судија. И сега ќе исчитам Евангелие по Јован, една кратка суштина. Исцелување на долгогодишен инвалид. И ние зборуваме за телесно исцелување. А душата која исцелува. И тоа е важен момент. Видете, исцелување Јован 5 глава на целосен инвалид. На долгогодишен. И ти долги години си во пустината. Си тргнал од Израел, од Египет, од материјалниот свет, од телесниот во пустината. Дошол некој Мојсей, те извел, направил нешто. И ти дремеш сега во пустината и говориш и не извршуваш. Прошле 40 години или 50 дена да слезе Светиот Дух врз апостолите. 50 дена да се соберат на едно место. Исцелување на долгогодишен инвалид. Те сакаме, Господи Исусе Христе. По овие случаи зборува низ мене, татко мој, нека Твојот Дух ги допре сите оние. Нека Твојот Дух ги допре сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Господи Исусе Христе, се покајувам за секој грев. Дојди во моето срце. Тоа е почетна позиција. По овие случаи, по повод еден еврејски празник, по повод еден еврејски празник, пазете, празник еден од многуте, Исус се врати во Ерусалим. Ерусалим е точката од каде поаѓа се во ова. Зошто? Па затоа што тој избра еден народ и 14 генерации по 3. Им даде слово, правеше ова, на крај го распна. Дојде друг избран народ, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14. И потоа апостол Павле во 16:9 во Дела апостолски го сонува македонецот. А во Ерусалим покрај овчата порта. Пазете, порта за овци. Исус е пастирот, ние сме овците. Не заборавајте, има една бања со 5 тремови. Тоа се некои 5 деноминации учења, веројатно. Која на хебрејски се вика Бетзата. И сега они ги истражуваат Бетзата, значи ова Бетзата. Па праше го Исус што значи. Значи тоа, Бетзата. Под тремовите лежеа многу болни. Пазете, болни многу. Слепи, сакати, парализирани,
телесно, духовно, умствено, срцето, како што сакаш, тесно срце. Таму имаше еден човек кој боледуваше веќе 38 години, скоро 40 години во пустината, во бањата. Која е таа бања? Па водна бања во Словото. Исус го виде како лежи и знаејќи дека веќе долго време боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? И ние го имаме тој принцип. Исус ги среќава и им вели: што сакаш да направам за тебе? Потоа ти треба да го дојдеш до тој момент. Ти да кажеш: Исусе, што треба да направам денес за тебе, и ќе ти прати некој човек. Ти треба да бидеш комплетно исполнет во духот и да го исполниш тоа. Не зборувам јас. Еве ги овие текстови што слегуваат во полки. Исус зборува низ мене. Духот ги врши делата. Ве уверувам дека Синот не може да прави ништо сам од себе. Јован 5:19, но не го читаме тоа. Господине, му одговори болниот. Значи Исус го прашува болниот: сакаш ли да оздравиш човеко? Видите, тоа е прашањето. Сакаш ли ти да оздравиш? Како сакаш да оздравиш и да се вратиш, да си останеш стариот човек? Господине, во друг препев е Господару, собственик, му одговори болниот: нема кој да ме спушти во бањата кога ќе се разбранува водата, кога духот ќе слезе. Тој вели слегуваше ангел. Нема кој да го спушти. Имав јас еден случај овде. Значи, ми се заглави колата, таму негде на преминот од зима во пролет, во една кал, насред патот. Барам луѓе, пробувам, се јавувам, прашувам. И вечерта нема кој да ме спушти, значи, во бањата. Реков: Исусе, татко, испрати ангели да ми помогнат, зашто јас барам луѓе. Тап, колата излезе. Пазете, нема кој да ме спушти во бањата кога ќе се разбранува водата, додека јас да втасам, друг слегува пред мене, кој прв ќе влезе се исцелува. Видете, Царството Божјото е исто слика, се освојува на сила. Силните го грабаат. Сила примаш од Исус, на сите што го примија. И целата суштина е како да го примиш Исус, односно Духот, да живее во Духот во твоето срце, да направи сокровиште, им даде сила. Тој ти дава сила. А ти бараш човек. Тој барал човек и сега Исус му вели: стани бре човеку, земи си ја постелката и оди си дома. Зашто јас те исцелив. Кој е тој јас? Па Исус. И тој имал дар за исцелување. Папара. Исус исцелува. Крстен ли си ти? Крстен сум во љубов, му велам. Не е тоа. Он и денеска е во погрешен дух. Човекот не знаеш да ги кажуваш така самоуверено, како би се рекло тоа. Возгордеано одговор: јас сум крстен, јас сум спасен, јас знам. Не, јас не сум достоен. Ни врвките да му ги одврзам. Затоа тој потоа избира сад и слегуваат овие текстови во поука да се исполни тоа дека не зборувам јас. Он ги врши делата. Ве уверувам дека Синот не може да прави ништо само од себе. Тоа го прави само она што го гледа кај татко си. Кај мојот татко. Што прави таткото, прави и Синот. И сега тоа е Јован 5:19. Стани, земи си ја постелката и оди си, зашто јас те исцелив. Ти треба да станеш, да си ја земеш постелката. Имаме состови, дошол до некаде и се уште се држи за тоа старото. Остави се себе си, синко. Мораш да се посееш во земјата. Телото твое, телесниот човек, да се роди духовен човек. Човекот веднаш оздраве, поверува, не се сомнева, си ја зеде постелката, почне да води. Значи ја изврши наредбата раб Божји, нели? Но тој ден беше сабота, човеку. Па затоа еврејските верски водачи му рекоа на исцелениот: сабота е, бе, врати се да бидеш болен. Ти знаеш ли кој ден е денеска? Тежок празник. Празненство, празно. Забрането е да ја носиш постелката. Тој им одговори: човекот што ме исцели ми рече: земи си ја постелката и оди. И тој не ни знае кој го исцели. Па тоа е целата суштина. Не знаеш кој исцелува и затоа лежиш 38 години, не го познаваш Исус. Го познаваш таму на некоја фреска, на некоја слика, на некоја литургија. Но не живее во твоето срце.
Во дух ако останете во моите слова. И тоа е друго прашање, како да останам во тие слова? Да останам, да станам, подстанам и отстанам. Кој е тој човек што те исцели? Тој не знае, значи. Излекуваниот не знаеше кој е тој човек. Затоа што Исус се беше повлекол од толпата народ што беше на тоа место, но во духот, во срцето сеќава дека тоа беше Бог. Тој сеќава дека има сила, сеќава духовна сила. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: сега оздраве, не греши повеќе да не те снајде уште нешто полошо. Ова е важен принцип. Ти се исцелуваш сакаш од телесната болка и се враќаш таму и уште глупости правиш. Сакаш да живееш по старо, не можеш да живееш по старо. Ново вино се става во нови меови. Можеш да го оставиш стариот мев, стариот ти. Сега оздраве, не греши повеќе. Оди и не греши повеќе, вели Исус. Нема ништо еднаш за секогаш спасен, исцелен. За да не те снајде уште нешто полошо, ако продолжиш по стариот начин, човекот си замина и им кажа на еврејските верски водачи дека оној што го исцели е Исуса Христа, слава ти Господе Исусе Христе. Исус е мојот доктор и спасител и исцелител. Он ме води во духот. Ние не го примивме духот на овој свет. Ето тоа е проблемот. Духот на овој свет да влеше. Туку го примивме духот на Отецот. Поради ова еврејските верски водачи почнаа да го прогонуваат Исуса. Духовниците. Зашто вакви работи правеше во саботите. Но Исус им одговори: мојот небесен татко не престанува да работи. Не сопира да работи. Секој ден, во секој миг, во секоја секунда работи, љуби за Царството Божјо, па и јас работам. Заради ова еврејските верски водачи уште подсврсто беа решени да го убијат. Ете што значи кога мислиш дека си спасен, дека го знаеш Словото, го проучуваш Словото, а не доаѓаш кај Исус. Сакаш да го убиеш Исус и го убија, го распна. Не затоа што имаа сила и може, а затоа што тоа беше Божјата волја за да се оствари пишаното. Он ги зема нашите болки, болести и страдања. Исус ги зема. А ти се уште ги носиш, па не му ги даваш. А што треба да му дадеш? Болките? Не, цел, сиот треба да му се дадеш. Се да му предадеш. Тој не само што ја прекршуваше уредбата за саботата, туку и Бога го нарекуваше свој татко. Епа тука пишува, кога ќе слезе духот, ќе вели: Ава, Оче, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Имам татко на небесата. Тоа е разликата. А тие Господи, изедночувајќи се така со Бог, и уште ова 5:19, Исус им рече: ве уверувам дека Синот не може да прави ништо само од себе. А ти правиш само од себе. Тој го прави само она што го гледа кај татка си, само од себе. Израелските водачи кои го распнаа Исуса. Тоа слегува за да се исполни, не зборувам јас, тој ме учи, тој ми спушта дела. Јас сум само сад. Зашто луѓето заминуваат од заедницата, од собранието, од сотрудниците, молитвена тајфа Исусова, сотрудници војска Исусова. Па заради три работи: духот, срцето и својата волја. Духот, погрешен дух, духот на овој свет; срцето, тесно срце, тврдокорно срце, нечисто срце. И затоа што ти си ја сакаш својата волја. А каде заминуваат? Ето е прашање, зашто заминуваат? Од пустината во Египет назад. Мојсе ги изведе преку морето, во пустината се треба да исчекурат уште неколку дена, тие дремат во пустината. Од капината која не согорува стоиш на свето место, во светот, во темнина. Исус вели: јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина.
и ќе има светлина во животот. Ама треба да врвиш по него, да врвиш, да одиш, да станеш, да си ја земеш постелката и да одиш, а не да викаш нема кој да ми помогне. О Исусе, дали бегаш ти од таа светлина, ако Исус е светлината на светот? Значи, светлината дојде на светот, но на луѓето им омиле повеќе мракот, си се сака сам себе. И тие бегаат од светлината. Целата суштина е во тоа. Дали ти бегаш од светлината, од Исус? Пази, синко, човеку, жено, Исус е портата. Жената е црквата и душата. Каде одиш, синко човечки? Вратата е Исус, нема друга врата. Еве ги стиховите. Од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Не одиш со него. Мораш да одиш да действуваш. Тогаш им рече Исус на 12-мината: да не сакате и вие да си заминете, да си отидете. А Симон Петар му одговори: Господи, односно Господару, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот и ние поверувавме и познавме дека си ти Христос, Месијата, Син на живиот Бог. Јован 7:66-69. Познале дека е жив Бог, а сепак на крај се откажа. 3 пати. Па затоа што духот на овој свет го влечеше. Ние ќе дојдеме до тој момент. Од друг препев се вели: мнозина негови ученици го напуштија. Ако останете во моите слова, ако останете, тоа значи да останеш во Исус, на вистина ќе бидете мои ученици. Значи не лажни, ќе ја познаете вистината, Исус, и вистината ќе ве ослободи. И тој не го познава кој го исцелува. Нели? Од друг препев се вели: престанаа да одат со него, престанаа да одат. Дали ти престана да одиш со Исус, застана во некоја црква, таму и дремеш, пушти корен, лежиш со постелката. Напуштање на Исус, не одиш во дејство со него, не си извршител на законот, на љубовта, туку судија, само зборуваш како гледач, сеирџија, статиста, публика во кино, во театар. Пазете, тој зборува за активно стани, земни си ја постелката. Мнозина болни таму сакат и глуви, слепи, духовно човеку. Чекаат да слезе духот. Што сакаш да направам за тебе? Па зашто не повикаш: Господи Исусе Христе, кој ќе го повика моето име, Исусовото име? Повикај со сето свое срце, со сета своја душа. Ние веруваме во Твоите зборови и знаеме дека Ти си светецот кој ни дојде од Бога. 7:69. Ти си светецот. Пазите, оној стариот човек доаѓа навечер кај Исус Кришно и ми ка: знаеме дека си од Бог, не можеш ти вака, и сепак го распна. Ако знаете, ако велите дека гледате, гревот останува. Господе, кај кого да одиме? Твоите зборови носат вечен живот. 7:68. Тоа се зборови кои се дух и живот. 6:63 Јован. Друг препев вели: зборовите што ви ги кажав се од тој животодавен дух. И затоа и Словото стана тело, да се отелотвори, да оживее во твоето срце, се всели во нас, полно со благодат и вистина со Исус. Каде да заминеш кога Исус е портата? Вратата. Нема друга врата за излез од овој свет, за излез од Египет, од пустината, за влез во духовното царство, во царството Божио. Еве ги стиховите. Јас сум вратата. Исус ти кажува: кој ќе влезе преку мене, преку него, ќе се спаси. Ќе влезе и ќе излезе, ќе влезе во царството Божио, ќе излезе од светов и пасиште ќе најде. Тоа е слика Јован 10:9. Друга врата нема. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти си се уште во пустината. Ти си во бањата таму, чекаш да слезе духот. Друга врата нема. За влез и излез од паднатиот свет, од телесниот во духовниот свет,
Зошто синовите човечки заминуваат од заедниците? Заминуваат, го оставаат, Исус не одат по него. Заради судирот, духовната војна на Духот Свети Исусов и Духот на овој свет, кој е во тебе, во мене, во него. Значи, тој судир на Духот е опишан кога Исус е искушуван во пустината. Ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите ова. Само на Господ му се поклонувам. Сатаната му вели, Исус му одговара. Ако им кажеш на овие лебови да станат камења, човек не се храни само од леб, вели Исус, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Рипни овде ќе те фатат ангели, не го искушувај Господ својот Бог. Тоа е духовна војна. Затоа се минуваат. Зошто не сум исцелена? Сакам сега да се исцелам. Зошто ти рече вака? Ами зошто јас вака? Зошто јас морам да вака? Кај сум погрешил, ја што сум погрешил? Заради духот на овој свет и судирот. Пазете, судир е тоа духовна војна. Кој верува во мене, како што е речено во писмото, пишано и речено, изговорен збор, драма, од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода. 7:38. Еве ова се тие реки. Скоро доаѓаме до 500-тиот завет, преку 30 песни, 50, колку се, преку 50 песни, книги, исцелувања, жива река, со денови да седиш, Исус, кога ќе слезе Духот, можеш да зборуваш. Друг препев вели, реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној кој верува во мене. Од срцето. Од срцето. Значи, зашто не се исцел, зашто луѓето бегаат, ќе видиме заради Духот, срцето и својата волја. Значи, понатаму се пишува дека тука имаме судир на два духа. Значи, доаѓаме повторно до тоа. Духот на овој свет, две реки, животодавна Исусова и смртна. Ти што пиеш од таа, Духот утешител, исцелител, Духот на животот и Духот на смртта, тоа што сакаш ти. Понатаму се вели дека Светиот Дух, без Светиот Дух ти не си христијанин, ако не живее во твоето срце, се уште не му беше даден никому, бидејќи Исус се уште не беше целосно прославен. 7:39. Целосно прославен. Не им беше Светиот Дух даден на оние кои живееја, одеја со Исус, оти Исус не беше прославен. А пазете, учениците крштеваат. А што треба да прослави Исус? Каде да се прослави? А тоа е важен момент. Па во твоето срце, ти да бидеш жив камен, ти да го живееш Исус, да го прославиш. Пазете, сега имаме. Учениците негови крштеваат. Пишува таму во Јован 4:1-2. Со што крштеваат тие? Па Јованово водно, покајно крштение. Тоа е точката каде ти застануваш пред крстот и се покајуваш. Али не е тоа само во умот. Тоа е вистински да се покаеш. Како? Па така, вистински да разбереш дека сам не можеш, не си достоен, не можеш. Нема да викаш спасен сум, знам, гор сум, крстен сум, ова, вамо исцелувам. Јас не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Тој ги слегува овие стихови. Јас сум само сад, не сум достоен апостол Павле, исто вели да се наречам апостол. Им рече, што си ти? Па старешина. Избран сад. Ајде, не можам да кажам што сум, без него сум ништо. Еве го. Ве уверувам дека синот не може да прави ништо само од себе. Тој го прави само она што го гледа кај татка си. Што прави таткото, прави синот. Јован 5:19. Тоа сум јас, син на небесниот татко, сотрудник кој сака да работи за Царството Божјо. Видете, Јованово покајно крштение, тоа е точка, линија, место каде се застанува. Собрани на едно место, тоа е тоа. Апостолите после 50 дена собрани на едно место. Предходно кога Исус го распна, ќе утрам по пастирот, тие се разбега, немаа дух, не им беше даден, не беше прославен Исус во нивните срца. Пазете, и потоа 50 дена се собраа на едно место. Застанаа пред Исус, се покајаа. Пазете,
Тоа е линија, место каде се застанува, се собираш пред Исус. И беа собрани на едно место. Пред да слезе духот на 50-ница. 50 дена. Тоа е исто слика. 40-50 години. 50 години, 40 дена, толку денови. Искушуван во пустината. Искушуван си. Тоа место, кај што со тие собрани. Тоа е тоа што треба да дојдеш ти. Пред Исус. Пред портата. Пред овчката порта, портата за овците. Место за целосно прославување на Исуса. Кога ќе го отвориш срцето, ќе му ги дадеш клучевите и тогаш ќе викаш Исусе, 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 Исусе и само Исусе, бам, 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 како што ти чука срцето. И татко, татко мој, небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. А Исус го обвинува што вика татко. Кога духот ќе слезе, вие ќе викате татко, аба, оче. Дали сакаш да се вратиш во Царството Божјо кај својот татко? Важен момент. Целосно да му се предадеш, препуштиш да те понесе славата, да те зафати армакедонската слава, второто Христово пришествие, во духовен раст, во духовно движење, да се родиш од озгора во духот. Значи, духот раѓа нов живот од небото. Еве стихови. Да бидете сотрудници, убај со срце, најубај во радоста Исусова. Радост да го прославиш, водна бања, духовна во Словото, кога се собираме на едно место. Со полна радост, радоста да ви биде полна. Тоа е тоа да го прославиш во себе си, да одиш, да работиш, да се сотрудник. Светиот Дух раѓа нов духовен живот од небото. Јован 3:6. Без духот ти не си христијанин. Кој го нема духот Божи, не може да биде христијанин, не може да се нарече христијанин. Го има тоа таму во Римјаните. Ете си, синко, керко, собрани сме на едно место пред Исуса, пред портата, единствената порта, овчката порта. Иде време за свадбата, свадбата на јагнето, облечи ја свадбената облека, облечи се во духот и во љубовта, пред таа единствена порта. Иде време за славење на Исуса. Фатете се за орото, сотрудници, фатете се за Словото живот додавно и врви и не престанувај да работиш. Синот не може да прави ништо само од тебе. Без духот ти не си христијанин. Го прави само она што го гледа кај татка си. Што прави таткото, прави и синот. Значи, пред овчката порта седиш 38 години, болни, слепи, сакати, парализирани, духовно болни. Исус ти вели, сакаш ли да оздравиш? Па земи ја постелката. Таму кај што си седнал и тргни по Исус. Да се собереш на едно место, нема кој да го спушти во водата. Исусе на помош. Исусе, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Кој е тој човек? Тој не ни знае. Покажува дека не го познаваш Исус, штом не си исцелен. Оди и не греши повеќе, да не те снајде нешто полошо. Мојот небесен татко не престанува да работи. И јас не престанувам да работам. Синот не може да прави ништо само од себе. Го прави она што го гледа кај татка си. Тоа што го прави таткото, го прави синот. Ние зборуваме за духовно сплотување. Зошто луѓето заминуваат од заедниците? Па заради три работи, заради духот, срцето и волјата. Затоа што си во крив дух, во твојот дух не ти дава, не ќеш да се ослободиш, не го пушташ тоа. Затоа што твоето срце е тесно, не го исчистуваш срцето, да му дозволиш Исус да се насели, од срцето да потечат реки од жива вода. И затоа што си ја сакаш својата волја, својот стар живот, ново вино се става во нови мелови. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет, што е фрлен врз секого од вас. Во името на Господ Исус Христос клекнувам, застанувам на едно место, се покајувам. Господи Исусе Христе, дојди во мојот живот. Се покајувам за гревовите на моите предци. Ти го отварам срцево да се населиш во мене.
да ја примам Твојата волја, Твојата сила, Твојот мир. Никого не осудувам, ги љубам сите. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене. Исус живее во широкото, во длабокото, од земјата до небесата. За секогаш Исус, во секое срце Исус. Амин до Божјиот царство небесно. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде, спасител. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат Тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат